Содржината на прислушкуваните разговори представува сериозен извор на докази за сторени кривични дела на целата територија на Република Македонија. Денес ова обвинителство отвара 4 нови истраги за 4 лица, а во текот на наредните денови ќе биде поднесен обвинителен акт за предметот познат во јавноста како транспортер. Сите новоотворени истраги произлегуваат од содржината на прислушкуваните разговори, од кои дел се јавно објавени. Првоотворената истрага, која се води под името Табла, се однесува на кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 од Кривичниот законник, а постои основано сомнение дека е извршено од страна на директор на Централно основно училиште Реџо Рушит Зајази од село Зајаз. Имено, од доказите произлегува основано сомнение дека осомничениот на 28.6.2006 година во Кичево како службено лице, директор на наведеното основно училиште, ја искористил својата службена положба и овластување и овозможил имотна корист за едно правно лице. Постои основано сомнение дека без да се спроведе постапка за јавна набавка и спротивно на задолженијата дадени со решение од Министерството за образование и наука на Република Македонија, осомничениот со намера правното лице Баупроф Доел Кичево да се стекне со имотна корист, склучил договор за градење на нов училишен објект во село Горно Строгомиште, општина Кичево, за износ од 12.346.394 денари, односно за 200.000 евра. Второотворената истрага, која се води под името 300, опфаќа действија на извршување на едно кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 од Кривичниот законник, а постои основано сомнение дека е извршено од страна на помошник министер во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во врска со јавна набавка што се однесува за 300 возила. Имено, од доказите произлегува основано сомнение дека осомничениот во временскиот период од 23.6.2008 година до 3.5.2012 година во Скопје, како службено лице, помошник министер во Министерството за внатрешни работи, овластен со решение од министерот за внатрешни работи да ги спроведува постапките за јавни набавки во Министерството, со искористување на својата службена положба и овластување при вршење на јавни набавки, го оштетил буџетот на Република Македонија за износ од 27.894.555 денари, односно за 453.570 евра. Воедно, постои основано сомнение дека со незаконското повластување и доделување на договори за јавни набавки за купопродажба, сервисирање и одржување на патнички моторни возила за економските оператори Порше Македонија Доел Скопје, Кадис Део Скопје, Бохемија Автомобили Роуз Доел Скопје, Колевски Део Скопје и Автокуќа Део Скопје прибавил противправна имотна корист, иако понудите што ги дале овие економски оператори не било утврдени како економски најповолни понуди, што било единствен критериум за доделување на договор за јавна набавка. Од доказите произлегува дека осомничениот, спротивно на членовите 2 и 162 од Законот за јавните набавки, го прифатил предлогот за избор на најповолна понуда на Комисијата за јавни набавки, даден во извештајот од спроведената постапка, иако содржината на тој извештај со сигурност знаел кои се економски најповолните понуди, сепак ја донел одлуката за избор на најповолна понуда и склучил договори со економските оператори и тоа. Со Порше Македонија Доел Скопје склучил договор на 2.10.2008 година за купопродажба, сервисирање и одржување на патнички моторни возила за вкупен износ од 107.713.800 денари за 30 возила од лот 1, 40 возила од лот 2 и 20 возила од лот 3. Со Колевски Део Скопје склучил договор на 2.10.2008 година за купопродажба, сервисирање и одржување на патнички моторни возила за вкупен износ од 21.448.800 денари за 20 возила од лот 1. Со Бохемија Автомобили Роуз Доел Скопје склучил договор на 2.10.2008 година за купопродажба, сервисирање и одржување на патнички моторни возила за вкупен износ од 36.178.202 денари за 5 возила од лот 3 и 30 возила од лот 2.
Со Кадис ДО Скопје склучил договор на 3.10.2010 година за купопродажба, сервисирање и одржување на патнички моторни возила за вкупен износ од 68.561.400 денари за 60 возила од лот 2. Со Ауто Македонија АД Скопје склучил договор на 3.10.2008 година за купопродажба, сервисирање и одржување на патнички моторни возила за вкупен износ од 7.182.620 денари за 5 возила од лот 3. Со Автокуќа ДО Скопје склучил договор на 6.10.2008 година за купопродажба, сервисирање и одржување на патнички моторни возила за вкупен износ од 33.813.497 денари за 20 возила од лот 1 и 20 возила од лот 2. И со Автомобил СК ДО Скопје склучил договор на 8.10.2008 година за купопродажба, сервисирање и одржување на патнички моторни возила за вкупен износ од 43.152.000 денари за 50 возила од лот 1. Заклучно со 3.5.2012 година било исплатено вкупно 318.050.319 денари, односно 27.894.555 денари повеќе од збирот на економски најповолните понуди за трите лота што ги понудиле прворангираните економски оператори. Доколку биле склучени договори со прворангираните економски оператори за секој од лотовите, што е и основата на Законот за јавните набавки, а не да се врши распоред по непостоешки критериуми, буџетот на Република Македонија ќе бил побогат за 453.570 евра. Суштината на наведеното е дека постои основано сомнение дека службеното лице од МВР, злоупотребувајќи службената положба и овластување, доделувало договори за јавни набавки на економски оператори кои што немале економски најповолни понуди, односно без да го почитува утврдениот критериум за доделување на договори за јавни набавки. Трето, отворената истрага, која што ќе ја препознаете под името Тотал, опфаќа действија на извршување на едно продолжено кривично дело, даночно затајување од член 279 став 2 во врска со став 1 од Кривичниот законник. Постои основано сомнение дека е извршено од страна на физичко лице, како собственик и управител на друштвото за маркетинг Тотал Маркетинг Агенција ДОЕЛ Скопје, управител на друштвото за маркетинг и пропаганда Тотал Маркетинг ДОЕЛ Скопје, управител на друштвото за маркетинг и истражување на пазарот Медиамакс ДОЕЛ Скопје и собственик и управител на друштвото за маркетинг Тотал Медиа Центар ДОЕЛ Скопје. Имено, од доказниот материјал произлегува основано сомнение дека осомничениот за даночните години 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 2015 година со намера тој и правните лица да одбегнат делумно плаќање на даноци во книговодствената евиденција на друштвата, во завршните сметки и во даночните пријави давал лажни податоци за фактите кои се од влијание за утврдување на износот на даночните обврски кои биле должни да ги платат, со што споменатите правни лица за наведените даночни години одбегнале да платат даночни обврски во значителен износ од 7.466.981 денар или 121.414 евра, а осомничениот одбегнал да плати даночни обврски во значителен износ од 3.876.471 денар или 63.032 евра. Доказниот материјал упатува на основано сомнение дека за даночните од 2008 до 2015 година осомничениот како управител на наведените правни лица ја намалил основицата за пресметување на данок на добивка, го злоупотребил правото на одбивка на ДДВ и не пријавил лични приходи кои задолжително се пријавуваат согласно Законот за персонален данок од доход. Постои основано сомнение дека осомничениот ги користел всушност правните лица како параван и всушност набавката на опрема и услуги за себе го евидентирал како набавка за правните лица.
Иако 3 од наведените правни лица воопшто немале вработени за вршење на дејноста и за користење на опремата која што ја набавувал, а во едното правно лице имало само 2 вработени, од кои едниот бил вработен од август 2014 година, а другиот од септември 2015 година, што во конкретниот случај не е од значење за одбегнатите даночни обврски. Таквите средства во книговодството ги евидентирал како основни средства, како опрема, тековни трошоци, со што ја намалил основицата за пресметување на данокот од добивка. На ваквите расходи, кои не се признаваат согласно законот, бидејќи не се употребени за дејноста на друштвата и се работи за лични потреби, осомничениот го злоупотребил и правото на одбиток на влезниот ДДВ и ја намалил обврската и по тој основ. Од доказите произлегува и дека износот за кој се набавени добра и се примени услуги, кои фактички биле употребени за лични потреби и согласно законот за персонален данок од доход представуваат негови лични примања, осомничениот не ги пријавил во годишната даночна пријава за тој данок и со тоа ја одбегнал и таквата даночна обврска. За да биде појасно, осомничениот како управител на наведените правни лица преку овие правни лица всушност вршел набавки за себе лично и затоа ќе ви наведам неколку примери од асортиманот кој што наводно е купен за потребите на правните лица. Например, наводно за потребите на правните лица е купени се душеци Magic Touch, и тоа 2, во износ од 3080 евра, или рачен часовник Breitling во износ од 2341 евро, или мебел во вкупен износ од 65.940 евра. Има и други интересни работи, како што се, например, персиски теписи или врно дизајнирани висококвалитетни куински садови, меѓутоа во интерес на времето нема да ги наведам. Со овие действија, како што наведов, постои основано сомнение дека за правните лица осомничениот одбегнал даночни обврски во вкупен значителен износ од 7.466.981 денар или 121.414 евра, а за себе самиот одбегнал даночни обврски во вкупен значителен износ од 3.876.471 денар или 63.032 евра. Четвртата отворена истрага, која што ќе ја препознаете под името Тифани, опфаќа действија на извршување на едно продолжено кривично дело, даночно затајување од член 279 став 2 во врска со став 1 од кривичниот законник, а постои основано сомнение дека е извршено од страна на физичко лице, како собственик, управител и единствен овластен потписник на сметката на Друштвото за комуникации и консалтинг, Смарт Центар Доел Експорт Импорт Скопје и единствен овластен потписник на сметката на Друштвото за маркетинг и пропаганда Смарт Груп Доел Скопје. Од доказите произлегува основано сомнение дека осомничената за даночните 2008, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 година со намера таа и правните лица да одбегнат делумно плаќање на даноци во книговодствената евиденција на друштвата, во завршните сметки и во даночните пријави давала лажни податоци за фактите кои се од влијание за утврдување на износот на даночните обврски, кои биле должни да ги платат, со што споменатите правни лица за наведените даночни години одбегнале да платат даночни обврски во значителен износ од 2.314.463 денари или 37.634 евра, а осомничената одбегнала да плати даночни обврски во значителен износ од 1.040.840 денари или 16.924 евра. Доказниот материјал упатува на основано сомнение дека за даночните од 2008 до 2014 година осомничената како управител на наведените правни лица ја намалила основицата за пресметување на данок на добивка, го злоупотребила правото на одбивка на ДДВ и не пријавила лични приходи, кои задолжително се пријавуваат согласно законот за персонален данок од доход.
Постои основано сомнение, како и во претходната истрага, дека осомничената ги користела правните лица како параван и всушност набавката на стока и услуги за себе го евидентирала како набавка за правните лица, иако истите воопшто немале вработени за вршење на дејноста и за користење на опремата која што била набавена. Таквите средства во книговодството ги евидентирала како основни средства, опрема, тековни трошоци, со што ја намалила основицата за пресметување на данокот на добивка. На ваквите расходи, кои што не се признаваат согласно законот, бидејќи не се употребени за дејноста на друштвата и се работи за лични потреби, осомничената го злоупотребила и правото на одбиток на влезниот ДДВ и ја намалила обврската и по тој основ. Од доказите произлегува и дека износот за кој што се набавени добра и се примени услуги, кои фактички биле употребени за лични потреби и согласно законот за персонален данок од доход представуваат нејзини лични примања, осомничената не ги пријавила во годишната даночна пријава и со тоа ја одбегнала и таквата даночна обврска. За да биде појасно, осомничената која што е управител и овластен потписник на споменатите правни лица, истата преку овие правни лица вршала набавка за себе лично, а затоа ќе ви наведам неколку примери од асортиманот кој што наводно е купен за потребите на тие правни лица. Например, според доказите, наводно за потребите на правните лица е купена е долна облека од 500 евра или облека с долништа, чевли, ташни и ремени во износ од 33.508 евра, очила, шминки и пудри за 1.009 евра и други работи како што се луксузен мебел, точаци, сигурносни врати и слично. Со овие действија, како што наведов, постои основано сомнение дека за правните лица осомничената одбегнала даночни обврски во вкупен значителен износ од 2.314.463 денари или 37.634 евра, а за себе самата одбегнала даночни обврски во вкупен значителен износ од 1.040.840 денари или 16.924 евра. Благодарам.